Евангелие според Матеј, 20 глава. Зашто Царството Небесно прилега на домаќин, кој излегол наутро рано да изнеми работници за своето лозие. Па штом се спогоди со работниците по денари на ден, ги прати во лозието свое. Потоа, кога излезе околу 3-тиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: "Одете и вие во моето лозие, па што е право ќе ви дадам." И тие отидоа. Пак излезе околу 6-тиот и 9-тиот час и направи исто. А околу 11-тиот час одново излези најде други, како стојат без работа, им рече: "Зошто стоите тука цел ден без работа?" Тие му рекоа: "Бидејќи никој не повика." А тој им рече: "Одете во моето лозие и што е право ќе добиете." А приквечер господарот на лозието му рече на својот настојник: "Повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите." И дојдените околу 11-тиот час добија по денари. А кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денари. И штом добија, негодуваа против господарот и велеа: "Овие последните работеа 1 час, а ти ги зедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата." А тој им одговори и му рече на еден од нив: "Пријателе, не те онеправдувам, нели се погоди со мене за денари? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо зашто сум дарежлив?" Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани. И кога се скачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: "Ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт. И ќе го предадат на незнабожците за да биде исмејан и тепан и распнат и на 3-тиот ден ќе воскресне." Тогаш пристапи до него мајката на Заведевите синови заедно со своите синови и поклонувајќи му се го молеше нешто. А тој рече: "Што сакаш?" Таа му одговори: "Заповедај овие мои 2 сина да седнат до тебе, едниот одесно, а другиот одлево во твоето царство." Исус одговори им рече: "Не знаете што барате? Можете ли да ја пиете чашата што ја пијам јас, или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас?" Тие му одговорија: "Можеме." И им рече: "Чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите, но да се седи на мојата десна или лева страна не е мој да дадам, току кому е подготвено од мојот Отец." И 10 штом го чуја тоа, негодуваа против двајцата браќа. Но Исус ги повика и им рече: "Знаете дека кнезовите народни господарат над народите и големците владеат над нив. Меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина." И кога тие излегува од Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете, 2 слепи седнати покрај патот, штом чуја дека минува Исус, извикаа и рекоа: "Смилувај ни се, Господи, Сине Давидов." А народот ги укоруваше да молчат. Но тие уште посилно вика и велеа: "Смилувај ни се, Господи, Сине Давидов." Исус застана, ги повика и рече: "Што сакате да сторам за вас?" Тие му одговорија: "Да ни се отворат очите наши."
Исус се смилува и се допре до нивните очи и веднаш им прогледа очите нивни. И тие тргнаа по него.